Добре дојдовте во Акцент. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ви подготвивме повеќе содржини со кои се надевам ќе го задржиме вашето ценето внимание. На почетокот ќе имате можност да видите како помина локалната конференција за креирање на локална стратегија за социјална инклузија на млади и жени од Кичево. Веднаш потоа ќе го проследите и интервјуто со директорот на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, господја Валентина Велјановска, со која разговаравме за годишната програма за работа за 2017 година. Во ова издание на емисијата Акцент повторно ќе ставиме и на грипот во Кичево, односно појавата и епидемијата на грип во Кичево во овој период од годината. На оваа тема разговаравме со специјалистот педијатар доктор Џабир Бајрами, кој што е началник на детското одделение при јавната здравствена установа Општа болница од Кичево. И за крај на ова издание на Акцент ќе го проследите разговорот и со председателот на Планинарското еколошко друштво Ендорфин од Кичево, господинот Давор Јанкуловски, со кого поразговаравме за активностите на ова Планинарско еколошко друштво. Акцент започнува. Следете не. Во рамки на проектот МАПСИ, македонска активна платформа за социјална инклузија, кој го имплементира Институтот за економски стратегии и меѓународни односи од Охрид и партнерската организација Македонско женско лоби од Скопје, а во организација на локалните координатори, Здружение за родова рамноправност Еманципирана жена Кичево, ја одржа локалната конференција за социјална инклузија на млади и жени на 31 јануари оваа година. Проектот МАПСИ е финансиран од четвртата ИПА компонента за развој на човечки ресурси од страна на Европската Унија. Предвидено е 18 општини да креираат локални стратегии за социјална инклузија на млади и жени заедно со сите локални чинители. Целта на оваа локална конференција е да се соберат сите представници на локално ниво, представници на институции, граѓански организации кои работат со целни групи, жени и млади, и истите да учествуваат во формирањето на локалната активна платформа за социјална инклузија на општина Кичево. Конференцијата ќе представува почетна точка за континуирана работа, креирање на база за понатамошна соработка и развој на диалог, пошто локалната платформа за социјална инклузија ќе работи на подготовка на стратегија за социјална инклузија на жените и младите од општина Кичево. На првиот дел од конференцијата беше укажана важноста од стратешкото планирање на локално ниво кога станува збор за социјалната инклузија на маргинализираните групи, а беа објаснети и фазите кои што е потребно да се поминат за да се изработи стратегија во која што секој чинител во локалната заедница ќе може да го даде својот придонес. Исто така беа дискутирани и доминантните проблеми на општината, како и постоечката програма за социјална заштита и заштита на децата на општина Кичево, а се со цел да се утврдат појдовните точки при изработката на стратегијата во понатамошната заедничка работа на локалната заедница. Во општина Кичево, иако е работено со поодделни маргинализирани групи, како што се жените и нивното економско јакнење и ромите и нивната социјална вклученост во локалната заедница, сепак не постои стратегија која што би ги опфатила сите маргинализирани групи и би ги планирала активностите и решенијата за нивна социјална инклузија во локалната заедница. Поради тоа, овој ЕУ финансиран проект е одлична можност сите локални чинители преку вмрежување во локалната активна платформа за социјална инклузија да го дадат својот допринос за креирање на стратегија која ќе ја отслика реалната состојба во општината, меѓутоа и која што преку своите предлог мерки ќе допринесе да се зголеми нивото на вклученост на жените и младите за надминување на предизвиците со кои што тие се соочуваат во секојдневниот живот, изјави пред присутните меѓу другото Лилјана Јоновски, локален координатор на МАПСИ. А еве што Лилјана Јоновски изјави за телевизија Мега. Денешната локална конференција, која што се одржува во рамките во општина Кичево, е во организација на проектот Македонска активна платформа за социјална инклузија и истиот како таков европски проект кој што е финансиран во рамките на ИПА 4 компонентата, односно компонента за развој на човечките ресурси. Самиот проект е имплементиран од страна на Институтот за економски стратегии и меѓународни односи во партнерска соработка со Македонско женско лоби, додека пак Здруженијето за родова рамноправност Еманципирана жена од Кичево се јавува како локален координатор на истиот. Во рамките на оваа локална конференција е прва
И истата има за цел да на едно место ги стави сите локални чинители кои што заедно би работеле на креирање на една локална активна платформа за социјална инклузија, која што на крај би резултирала со креирање на стратегија за социјална инклузија со фокус, односно акцентот ќе биде ставен на младите и на жените. Ваквата конференција ги обединува сите локални чинители, вклучувајќи ги институциите, представници исто така значи од општината, понатаму представници на граѓанскиот сектор, се со цел да се креира прва таков вид стратегија на локално ниво, бидејќи иако општина Кичево има своји одредени програми и досега работела и во делот и на зајакнувањето и на жените, и на младите, и на останатите маргинализирани групи, сепак како една целосна стратегија која би ги опфатила сите маргинализирани групи, се уште таква нема, па токму ова е една одлична можност преку европски финансиран проект да се создаде една стратегија која што ќе овозможи социјална инклузија и на младите и на жените, меѓутоа со предлог мерки кои што пак на младите и на жените понатаму ќе им овозможат многу подобро, по високо ниво на вклученост во локалната заедница, преку тоа и нивно подобро соочување и надминување на предизвиците со кои што младите и жените на локално ниво се соочуваат во секојдневниот живот. Вториот дел од конференцијата беше посветен на конкретните чекори, односно работа во групи и дискусија за идентификување на маргинализираните групи на територијата на општина Кичево, степенот на нивната исклученост, но и утврдување на причините за таквата состојба. Вака утврдените конкретни и реални состојби во делот на социјалната инклузија на маргинализираните групи со фокус на млади и жени ќе бидат основата врз која што ќе се работи на наредните 3 последователни работилници и ќе биде изработена локалната стратегија за социјална инклузија на жените и младите во општина Кичево. Заклучено е дека преку градење на локалната активна платформа за социјална инклузија на општина Кичево и континуираната соработка помеѓу институциите и организациите кои работат со млади и жени, а делуваат на територијата на Кичево, ќе се допринесе кон заедничко решавање на конкретни локални проблеми кои ги засегаат овие две целни групи. Во ова најново издание на Акцент, почитувани гледачи, мој соговорник ќе биде директорот на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, господја Валентина Велјановска. Како долгогодишен директор на оваа национална установа, под нејзино водство изминатата 2016 година, можам слободно да кажам дека се реализираа навистина голем број на активности, голем број на културни настани кои што беа во рамките на годишната програма за работа на оваа национална установа, секако проекти поддржани од Министерството за култура на Република Македонија, меѓутоа и во соработка со други институции, како самостојни проекти, надворешни проекти и така натаму. Ние како телевизија ги следевме речиси сите настани, навистина беа премногу, скоро во секој период од годината, имаше навистина и што да се одбележи, имаше гостувања од најразлични земји, од најразлични уметници, кои што одреден број траеа и по неколку денови, некои беа и еднодневни, меѓутоа во нашиот неврзан разговор со директорката заклучивме дека беше навистина успешна 2016 година, дека навистина кичевчани со право треба и да бидат задоволни. Меѓутоа, она на што денес во оваа емисија, во нашиот разговор ќе се осврнеме, е она што Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево ќе го работи во 2017 година, секако согласно програмата за работа. Директорке, ви благодарам што одвоивте време и овој пат да бидете дел од емисијата Акцент. Јас мислам дека заради успешната 2016 година, можеби одговорноста е уште поголема на кој начин и како успешно да се спроведе и онаа програма која што ја имате зацртано во 2017 година. Ајде на почеток од тебе да ни кажете што точно содржи годишната програма за работа на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, кои се тие дејности кои што вие ги имате во вашата работа и што кичевчани и сите оние кои што се во можност да присуствуваат на културните настани можат да очекуваат во периодот до крајот на оваа календарска година.
Најпрвен ви благодарам што вие како телевизија постојано ги следите нашите активности и оваа година, како минатата година, очекуваме да биде уште поуспешна од претходната, затоа што навистина со годишната програма на Министерство за култура за финансирање на проекти од национален интерес е опфатен Центарот за култура со многу проекти од сите области: музичка, фолклорна дејност, драмска дејност, ликовна дејност, библиотечна и секако и областа на инвестиции. Од музичката дејност сакам да истакнам дека се одобрени два проекти, тоа е гостување на групата Мизар и концерт на гудачко трио со Пламенка Трајковска. Тие гостува и минатите години, поминаа одлично и затоа го поднесовме како проект и се надеваме дека ова година ќе биде уште поуспешно. Од областа на фолклорната дејност, продолжува со работа школата за изучување на народни танци и ора. Ќе се изучуваат кореографските постановки Ѓурѓовденски игри, Тропна лоро, Сред село и други. Ќе продолжи со работа школата за изучување на народни инструменти. Исто така годинава за прв пат е одобрен како проект од Министерство за култура традиционалниот великденски концерт кој ние досега сме го реализирале во сопствена продукција. Ќе продолжи со реализација етномузичката манифестација која оваа година ќе се одржи трет пат. Тоа е проектот Песна за јунаците. И исто така оваа година прославуваме јубилеј 10 години од постојањето на меѓународниот фолклорен фестивал на народни песни и ора доктор Владимир Полежиновски. Од областа на драмската дејност за оваа година е одобрен проект, тоа е театарската представа за деца, големи и мали, од авторот Бошко Смаќовски во режија на нашиот режисер Михајло Петревски. Покрај оваа театарска представа секако ќе има и други во наша сопствена продукција, ќе се реализираат преку аматерскиот театар кој работи во склоп на Центарот за култура. Од областа на ликовната дејност оваа година е навистина богата програмата, одобрени се многу изложби од повеќе автори, како Благојче Наумовски, Јован Наумовски, тоа се наши роднокрајни автори, Драган Бачиќ, Сандра Соломонова, Ненад Георгиевски, Јовица Мијалковиќ, керамичката изложба на Гоце Стоилковски и многу други. Ќе продолжи со работа и младинската керамичка работилница за декорирање и изработување на керамички производи, која оваа година ќе се одржи по трет пат и како што очекувавме кога ја започнавме, прераснува во традиционална. Така, навистина голем број на проекти од овие триете до сега 4 колку ги споменавте: музичка, фолклорна, ликовна и драмска дејност, кои што се застапени во Националната установа Центар за култура Кочо Рацион од Кичево. Она што можеби се надевам и вие ќе се сложите, едни од поголемите проекти зад кои што вие и Министерството заедно застанавте е секако меѓународниот фолклорен фестивал Кочо Рацин и керамичката младинска работилница. Тоа се навистина два големи проекти кои што можам слободно да речам и 2016 година, меѓутоа и години наназад, не само во Кичево, туку и надвор од градот допринесуваат да се да дојдат што поголем број на луѓе и секако нашата култура да ја прикажеме, да ја промовираме на секаде каде што може. Она што е исто така интересно е што во рамките на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево работи и библиотеката, градската библиотека, која што навистина располага со голем број на книги од сите жанрови и за сите возрасти, што еве како Центар за култура имате во својата програма предвидено за 2017 година. Од библиотечната дејност за оваа година е предвидено набавка на нови книги, обука на библиотекари, повеќе културни активности, одбележување на патрониот празник Кочо Рацин, ќе се изработи каталог за оделението за деца и исто така одобрен проект набавка на компјутерска опрема за потребите на библиотеката. Од библиотечна дејност ќе се реализираат повеќе културни активности како промоции на книги, одбележување на светски настани поврзани со книгата, литературни конкурси, литературни читања, избор на најдобар читател и слично, се со цел да ја доближиме книгата на читателите.
Ќе имаме активности за популаризација на книжната продукција и на новооткупените книги. Посебен акцент ќе се даде на популаризација на книгите од проектот Превод на 1000 книги, стручни и научни учебници, од кои се учи на врвните и најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија. За таа цел се подготвуваат каталози по области кои ќе бидат презентирани на читателската публика. Се разбира дека како Центар за култура, бидејќи и во самиот објект каде што работите, истиот е навистина голем, имате многу простори каде што вие работите, меѓутоа и оние простори кои што се наменети за токму за реализација на овие проекти, како што е големата сала, малата сала, сите други изложбени салони, фоајето и така натаму. Сигурно дека како институција секоја година се ангажирате и околу инвестирање во самиот објект, дали е тоа можеби отварање на нови простори кои што ќе бидат во употреба за дел од овие активности кои што се предвидени во програмата, или можеби нели и санација и на постоечките. Како е предвидена работата околу оваа дејност во делот на инвестициите? Значи, како и секоја година, и оваа година Министерството за култура поддржа наш проект од областа на инвестициите, тоа е санација и реконструкција на санитарниот јазол во библиотеката. Сакам посебно во оваа прилика да истакнам дека оваа година ќе се реализира проект кој започна минатата година и сега оди завршната фаза, а тоа за мене и за градот Кичево е еден мощно важен проект, адаптација на простор за уметничка галерија. Центарот за култура до сега сите активности од ликовната дејност ги реализираше во фоајето на Центарот во несоодветни услови. Сега со адаптација на овој простор, Кичево ќе има модерна современа уметничка галерија во која уметниците ќе можат да ги изложуваат своите дела. Значи, минатата година завршија процедурите околу постапката за јавна набавка и сега отпочнавме со реализација. Се надевам дека до април ќе имаме можност свечено да ја пуштиме во употреба. Значи, ова се само дел од проектите кои ќе ги реализираме во наредниот период, што се поддржани од Министерство за култура. Секако дека ќе има и многу други проекти во сопствена продукција, со кои ќе се трудиме да го збогатиме културниот живот во Кичево. Имајќи го предвид, повторно ќе речам, успешното работење во 2016 година, можам слободно, од мое име, бидејќи ги следиме нели како телевизија сите ваши активности, можам слободно да констатирам дека навистина ќе имаме доста работа и ние како телевизија ова 2017 година, следејќи ги сите овие настани. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам многу успех и успешна реализација на целата програма и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи и понатаму, успешно презентирајќи ја македонската култура секаде каде што можеме. Ви благодарам и на вас. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ставаме акцент на една актуелна тема, а тоа секако во овој период од годината е грипот. Имавме изминатиот период ниски температури, големи врнежи од снег, кога и докторите посочија дека постојат услови за намалување на појавата на грип, односно ништење на сите оние вируси кои што можат да се пренесат кога имаме потопло време. Меѓутоа, последниот период температурите повторно се покачуваат, што е можен ризик за појава на разни вируси кои што можат да доведат до повторна појава на зголемување на оние лица кои што можат да заболат од грип или од некој вирус. Мој соговорник во емисијата е специјалист педијатар доктор Џабир Бајрами, началник на детското одделение при Општа болница Кичево. Докторе, ви благодарам што одвоивте време, иако гледам дека имате доста работа и денес. Кажете ми, каква е состојбата со грипот моментално во Кичево? Прво да ви се заблагодарам што сте нашле и вие време да дојдете до детско одделение при ЈЗУ Општа болница Кичево да разговаравме за оваа актуелна тема која е стварно доста
опширна мислам многу деца патат од оваа болест, значи имаме грип во Кичево и затоа ќе се трудиме на кратки црти да објаснуваме и да кажуваме за состојбата на грипот. И вие во уводниот дел рековте дека пред да врнет снег и да се намалуваат температурите, имавме една фаза, една епидемија на грип, кој тогаш беше многу сеопфатен, значи еден голем број на деца во Кичево има проблеми со грипот, меѓутоа, за разлика од сега, тогаш имавме проблеми со дишните патишта. Значи, тој тип на вирус најповеќе го напаѓаше респираторниот систем, значи горните дишни патишта и долните дишни патишта и со енормни високи температури, кои стварно децата беа доста истоштени и доста има здравствени проблеми и имавме стварно огромен број на деца кои беа со тие симптоми. Значи, грипот во почетокот почнуваше со висока температура, со истоштеност, со мишични болки, со болки на зглобови, со кивање и најдоминантно беше стварно енормна висока температура кај децата. И од кога почна да врнет снег и да се така, имавме едни 10 дена понамален број на деца заболени од вирални инфекции и малку така се смири состојбата. Меѓутоа сега пак, значи имавме исто пак избувнување на зголемување фактички на бројот на фатени со овој вирус, меѓутоа сега имаме, како да речам, едни други симптоми кај децата. Фактички вирусот мутират. Значи во почетокот имавме најповеќе инфекции, мислам заболување на респираторниот систем, а сега, значи, преовладуваат деца со висока температура, меѓутоа проливи и повраќање. И сега многу имаме проблеми со тоа, значи децата идат во почетокот со повраќање, што е донегде како типичен знак за вирални инфекции и после се проблемот се зголемуваат, исто и дигестивниот систем се зафаќат од страна на вирусот и почнуваат и со проливи. Еве, како гледате и сами вие, значи децата ни се дехидрирани, омалаксани, со намален апетит, доста фебрилни и така ние цело време рехидрираме, помагаме, зашто немат за грип, стварно немат типичен лек, освен витаминотерапија, рехидрирање, течности, мирување, друг лек така што ќе се бори адекватно со грипот, немаме. И затоа стварно детско оделение беше доста оптеретено ова последно време од страна на овој тип на вирус, што стварно е доста проблематичен кај децата. Така, овој период веќе и децата нели започнаа повторно и на училиште, започнувајќи со второто полугодие. Што би препорачале еве токму и за оние деца кои што посетуваат настава? Дали да се обрне внимание и на самите учители, наставници во училиштето и родителите, што да превземат еве околу спречување на ширење на грипозната состојба? Види, фактички, убо рековте и вие, значи, грипот се проширува, значи, од човек до човек и затоа, значи, при собирање на тие места, како што се училиштата, како се градинките, каде има, значи, повеќе број на луѓе, тука е многу побрзо, значи, поризично е, што побрзо да се заболуваме од страна на грипот. Ние им препорачуваме на родителите кога идат овде кај нас, значи деца кои имат знаци дека имат вироза, да не ги пуштат 2-3 дена до 5 дена на училиште, за да можеме на некој начин да го спречиме да не се проширит многу грипот. Значи едно дете што имат кивање, температура, кашлање и овие други симптоми кои се типични за грип и ојд на школа, стварно не е во ред, зашто многу брзо преку ден можат и другите деца да
имат проблеми. Зашто гледаме ние, например, родителите идат со едно дете са бајле, другиот е во ред, после пладне со второто дете веќе идат на оделени наеднаш така и кажуваат така, буквално родителите, значи пред пладне детето немаше ништо, после пладне со висока температура, со повраќање, пролив, фактички многу дехидрирани и болни деца не идат. Затоа многу е битно да се спречи контактот болно дете со здраво дете. А мислам така, што треба да им се помогне на децата, значи се училиштата, градинките и сегде каде имат собир на деца, болните да не се пуштат. Така, докторе, изминатиот период имавме, освен грипот, појава и на сипаници, овчи сипаници. Кажете ми каква е состојбата во Кичево во моментов, дали може би се посмири и таа епидемија, ако може да ја наречеме на сипаници? Значи не беше во вид на епидемија, стварно пред 3-4 недели имавме неколку деца, значи доста имавме. Сега последно време сипаниците се намалени. Значи овие, да речам, овие 10 последниве дена скоро ни еден случај не сме имале, а пред 10 дена и натака стварно имавме повеќе број на деца кои беа со сипаници, а кај некои деца и се вакцинирани, значи ние ги вакцинираме децата против сипаниците, меѓутоа кај некои деца беа стварно клиничката слика беше доста сериозна, сложена, кај некои деца имавме и компликации после сипаници со бронкопнеумонии, со доста фебрилни беа и така со посериозни проблеми од страна на сипанициве. А кај некој имаше полесен тип на сипаници, полесно е помина таа состојба. Докторе, за крај би сакал да упатите една порака до нашите гледачи, која би се однесувала не само на децата, туку и на сите оние кои што се можат да заболат од грип, од вирус и така натаму во овој период од годината, како да се однесуваат. Има луѓе можеби што се и хронично болни. Еве гледаме дека утрата наназад некои беа повторно и со појава на магла, што можеби уште повеќе го отежнува и нивното дишење. Што еве би им препорачале на сите оние кои што во овој период се како луѓе, како граѓани можни што можат да заболат од ваков тип на грип? Види, значи од страна на грипот никој не е заштитен. Значи немат имунитет, некој било дете, било возрастен човек кој е заштитен и имат имунитет кој може да се бори против грипот. Меѓутоа, кај деца со намален имунитет и кај деца со хронични заболувања, како што се деца со хроничен бронит, со астма, бронхиалис, деца со разни срцеви мани имаме, деца со намален имунитет, кај тие деца се многу поризични него другите деца кои се здрави и со посилен имунитет. Меѓутоа и тие не се скроз имуни за да не ги фатит грипот и да не се разболуват. Нарочито многу делуваат загаденоста на амбиентот, како што е Кичево, каде воздухот ни е многу загаден, каде, значи, освен загадување на воздухот имаме магла, времето е многу променливо, значи предпладне преовладуваат други климатски услови, после пладне поинакви, нарочито на вечер. На тие деца и на тие родители им препорачуваме што помалку да се раздвижуваат низ градот, децата да бидат повеќе дома, во потопли услови, значи не значи тоа многу топло, околу 20 да се движи температурава во амбиентот каде се стојат тие деца, да консумират многу течности, многу витамини, значи тоа е препораката, реков и порано, значи нема типичен лек за борба против грипот дека ја ќе дава модерен лек, не даваме симптоматска терапија која помагат, значи и овде само ги рехидрираме децата, даваме витаминотерапија, течности, инфузии, така да го засилиме имунитетот кај децата и самиот имунитет да се бори против болеста. Значи витаминотерапија, течности и мирување. Тоа е мојата препорака, нарочито на тие родители кои стварно имат
деца болни од некоја друга хронична болест. Нарочито и возрастните кои имат шеќерна болест, висок притисок, проблеми со плуќата, проблеми со срцето, треба во ова време да мируваат, да консумираат течности и витамини и да си стојат дома. Докторе, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Се надевам дека навистина им помогнавме на нашите гледачи околу овие состојби со грипот, на кој начин еве барем превентивно да се делува, и се надевам дека во наредна прилика повторно ќе имаме можност да разговараме на некоја тема од областа на здравството. Фала многу и на вас што најдовте време да дојдете. Убо е почесто да се видиме. Меѓутоа нешто мислам дека кажавме најважното, тоа значи кај грипот никој не е заштитен, тоа е најважно, сите треба да се пазиме, да не се дружиме во средини каде има многу луѓе и тоа да консумираме тоа што рековме, да се не повторуваме пак. Фала уште еднаш, ви благодарам. Голем број на млади луѓе, ентузијасти, љубители на планинарскиот спорт се членови на планинарско-еколошкото друштво Ендорфин од Кичево. Мој соговорник во ова најново издание на Акцент е председателот на ова планинарско-еколошко друштво Давор Јанкуловски. Давор, благодарам што се одзва на нашата покана и ти благодарам што ќе бидеш дел од нашата емисија. На почеток еве сакам да го представиме ова планинарско-еколошко друштво пред широкиот аудиториум, односно, еве може на почеток да ни кажеш од кога постои ова планинарско-еколошко друштво, колку членови брои и кои се неговите основни дејности. Најнапред ви благодарам за поканата. Планинарското друштво Ендорфин постои веќе повеќе од година дена. Основано е некаде во јуни 2015-та, како неформално друштво на млади талкачи и љубители на природата и на планините. И така спонтано, постепено се создаде еден круг на луѓе за да прерасне во здружение за планинарски активности, како и еколошки акции. Така, колку членови во моментов брои друштвото и која е основната дејност на самото друштво? Друштвото моментално брои 30 на члена. Основната дејност е искачување на планински врвови, прошетки во природа, еколошки акции и сите активности поврзани со планините и природата. Така, со оглед на тоа што сигурно дека цела измината 2016 година верувам дека имавте голем број на активности, ајде да се осврнеме на некои од поважните. Значи, каде се како планинарско-еколошко друштво сте учествувале на самостојни своји активности, на активности во соработка со други организации и се она што ја одбележа 2016 година? Па вака, нашето друштво во 2016 година направи околу 40 на акции, искачување и прошетки во планина. Можам да истакнам дека беа искачени над 17 врва над 2000 метри надморска височина, од кои што 7 мислам над 2500 метри. Беа направени и 2 акции искачувања надвор од границите на Република Македонија, што беше еден добар успех за нас, како прва година од постоењето. Така, ова е навистина голема бројка за само една година. Тие што ги спомна и над 2500 метри, меѓутоа и ова што го кажа сега дека сте учествувале и надвор од државата, може ли еве да ни кажеш точно за кои врвови станува збор, оние што се највисоките што сте ги освоиле во нашата земја, во Македонија, и каде, во кои држави, кои врвови се оние што се надвор од Македонија? Така, најпрво врв не се освојува, врв се искачува. Да. Спортски жаргон, кажа. Да. Вака,
најголемата надморска височина која што ја достигнавме беше оној највисок врв на Балканот Мусала во Република Бугарија на планината Рила, на кој што се искачивме на 28 ноември 2016 година. Бевме група од 5 души, плюс и сето тоа бевме приклучени на планинарското друштво Трансверзалец од Скопје. Та заедно со нив го остваривме тој предизвик. Исто така морам да го споменам Триглав во Република Словенија, на кој што бевме на 6 август 2016, јас и Илија Димовски. Од нашето друштво се приклучивме на друштвото Балкан од Белград и бевме со српска експедиција од 13 души на искачувањето. Како што најавив на почетокот, претежно сте млади луѓе, љубители на овој вид на спорт, ако може да се нарече. Сигурно дека кога се подготвувате да искачите одреден врв, ви требаат и верувам и многу денови подготовки за таа работа, бидејќи треба нели физичка кондиција, треба да се спремате за сите оние моменти кои што можеби непредвидено ќе излезат, бидејќи во ова време сега во зима да искачуваш врв, секако дека ќе најдеш и на многу препреки, дали ќе има многу снег или не дај Боже можеби некој дивеч кој што може да ви направи нели дополнителни проблеми. Кажи ми како изгледа една подготовка кога еве ќе решите да искачите одреден врв, како течат подготовките околу сите тие работи пред да почнете со официјалниот дел? Па подготовки се оној континуитет цел што го правиме и со пешачење на релации до локални места, искачување на локални врвови и така. Во однос на животните сметам дека воопшто нема некоја пречка. Не сте имале можеби досега тако видна препрека или знаете да се снајдете во такви? Мене на пример на Бистра еднаш ми излезе во мечка во пресред, но избега самата. Во вашите условно кажано патешествија, додека ги искачувате овие врвови, јас пак ќе го потребам оној термин додека ги освојувате, бидејќи сепак условно кажано или спортски жаргон освојување, значи кога ќе го поставиш нели знамето на самиот врв. Кажи ми кој искачување, кој врв ви бил досега најтежок? Сега не знам кој е критериумот за да го прикажеме како најтежок, дали е тоа можеби времето поминато најмногу во денови и во ноќи, или можеби тежината на самиот врв, односно патеката која што ја поминувате до самиот врв. Кој врв досега ви бил најтежок при искачување? Вака, во Република Македонија планините се генерално питоми и се искачуваат со пешачење. Меѓутоа, на пример, на Триглав беше една сосем поинаква приказна за нас, затоа што се работи сепак за Јулиски Алпи и се работи за карпи и има дел што треба да се обработи на карпа и тоа беше голем предизвик за нас. Згора на се искачувањето траеше 2 дена, иако ние бевме спремни и за 3 дена искачување. Спиеш на надморска височина од 2300 метри. Каде што сепак условите се потешки отколку... Вечерта спиевме во планинарски дом на 2340 метри. Вечерта се споија небо и земја, имаше големо невреме, но утрото, како ништо да не било, беше чисто, имавме прекрасен ден на Триглав, прекрасен поглед на Јадранско море и така. Сите овие ваши успешни досега активности, сигурно дека и ти како председател на ова друштво, меѓутоа и сите членови, сите овие успешни досега реализирани ваши обврски и работа нели кои што сте ги имале во 2016 година околу искачување на врвови, секако дека и за тебе како председател на друштвото и за сите членови дополнителен стимул во понатамошните активности ќе даде и вашето вреднување.
Значи, дали досега како друштво сте учествувале на некој вид на надпревар или дали вашите досегашни достигнувања некој друг ги вреднувал? Не мора да е тоа надпревар, дали досега имате добиено одредена пофалба, одреден подарок нели од некоја институција во смисла на сета онаа активност која што сте ја прикажале изминатата година? Така, сме добивале благодарници за учество на различни планинарски маршеви, но некое официјално признание се уште не сме дошле. Морам да споменам тука дека за Триглав го понесовме знамето на општина Кичево како први кичевчани, прво друштво кое што заминало на експедиција на Јулиски Алпи, барем досега немаме познати факти дека некој претходно стапнал горе на Триглав, но таму не запишаа за средба и таа средба еве уште ја чекаме. Тоа е, а се надевам на... Досега сме немале никакви спонзорства и донации, така што се надевам дека во иднина ќе се најдат луѓе што навистина малку ќе помогнат за развој на планинарството кај нас. Така, она што еве пред крајот на нашиот разговор би те запрашал е околу она што го планирате како друштво за 2017 година. Не знам дали ќе ви биде предизвик повеќе да освоите или да искачите нови врвови или можеби да повторите некое искачување од оние поинтересните што сте ги имале во 2016. Па сигурно ќе повториме некои. Некои веќе се повторуваат, еве, а Меденица веќе бевме сега во неделата. Поминавме прекрасно, беше исцрпувачко, но погледите не те оставаат да застанеш и да не продолжиш. Поминавме солидни 26-7 километри во двата правца. Инаку, за нови предизвици, веќе од утре се приклучуваме на предизвикот за искачување на врвот Орле на планината Вишешница, најсеверниот дел на масивот на Кожув планина. Инаку ќе има активности во текот на целата година, се надевам. Планираме барем една меѓународна акција, па ќе видиме што ќе покаже. Ти благодарам што беше мој соговорник во Акцент. Навистина интересно друштво, млади ентузијасти, како што кажав, луѓе полни со адреналин, бидејќи секое ново искачување, ново патешествие е нов предизвик со многу непредвидени работи кои што можат да се случат. Се надевам дека сите наредни активности ќе поминат онака како што помина и во 2016 без проблеми, бидејќи сепак временските услови и сите оние фактори кои што можат нешто да попречат или да предизвикаат тешкотија при искачувањето можат да бидат присутни, меѓутоа вие како можам да речам веќе искусни планинари се разбира дека тоа можете и да го предвидите и да си помогнете еден на друг. За сите ваши наредни активности се надевам дека ќе имаме можност да известуваме и понатаму во нашите информативни емисии и ви посакувам многу успех понатаму. Ви благодарам на поканата. Измина предвидените минути и за ова издание на Акцент. Ви предлагам да ги погледнете и репризните изданија, а со нови содржини ве поканувам да не следите наредниот вторник точно во 20 часот и 45 минути. Останете и понатаму со програмата на Мега телевизија. Довидување.